Здраво на сите и добре дојдовте во уште едно возбудливо издание на квизот Листа за 300, кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Надпреварувачите се подготвени, целата екипа тука е подготвена, па повеќе да не ви го зимам времето. Како и секогаш, така и денеска прво ќе ги повикам денешните домакини, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз, а тоа се Чеде и Павле. Повелете. Павле, здраво. Здраво, Марко. Здраво. Како сте? Добро. Расположени денеска? Расположени. До сега 350 евра. Да. Трето учество, што значи се приближуваме до ние 5 учества. Секако имам уште доста до таму, да не речем уште 3 емисии се цели, да. Ја некако во главата си избрав како оваа да помина. Не знам како успеав. Така, некако на ладново време не функционирам баш најдобро. Вие како се снаоѓате? Добро. Сигурни ли сте или не баш? Јас сум. Да. Не сакам зима, многу повеќе сакам лето. И јас исто да ти кажам право. Сакам зима, ама кога сум отиден со план да скијам, нешто да правам, така, нели? Или сакаш зима кога си го топло. Може така убаво си го кажа, да. Така најубава зимата. Да не ви го одзимам вниманието, денеска почувате повторно како домакини, ке треба да ги победите вашите предизвикувачи доколку сакате повторно да се борите за парична награда. Знам дека се подготвени, па нема повеќе да ви го зимам времето. Да не сакате да поздравите некого, чега да прашаш. Чеда. Обично ја поздравувам на мести се кои ми се Павле. Ти ги поздравуваме сите тетовчани што не познаваат. Посебен поздрав до постарите господи комшивки од мало, тие што не среќа. Да биваат за вас. Супер. Најверни фанови, така. Голем поздрав и од мене до нив. Кој ќе не видат, сам веќе еве гледавме на телевизија. Супер. Ако имате фан база, вие веќе одлично. Можеме некоја наредна прилики да ги донесете наваму. Да, може наваму да ги донесете и стои навивачи да имат. Рубрика со нешто. Ќе направиме. Се за дамите од тетово. Супер, тоа е тоа? Тоа е. Да сте живи и здрави, јас се уште еден поздрав до сите тетовчани и тетовчанки. Епа домакини, сега повелете во вашата домакинска кабина. А за да продолжиме понатаму со денешното издание на нашиот квиз, треба да ги запознаеме и денешните предизвикувачи. А тоа се Наум и Предраг. Повелете. Наум, здраво. Здраво. Предраг, здраво. Како сте, момци? Добро. Расположени сте денеска за игра? Расположени сме. На сам старт да ве прашам, прво вакво искуство или имате до сега учество во некој квиз? Па прво искуство, дебитанско. Дебитанско во Листа за 300. Листа. Фала ви. Огромна чест, се надам и дека добро, позитивно искуство ќе биде. Како стоиме со трема возбуда? Не. Па не трема. Да, ние сме спортски суди, така да ова за нас. Сериозно, да? Одлично. Што надпревари судите? Јас сум во ракомет, тој е во фудбал. Браво, мислев дека во спорт ќе ми кажете, ама Не. два различни спорта. Да, така да. Супер. Чим се снаоѓате со публиката тука на нашите терени, спортски терени, немате гајле од ништо, така. Баш ми е драго. Ајде на кратко да ве запознаеме, Наум. Кој си, од каде доаѓаш, што преш во животот, Од друго со Куманово сум, судија? да, 8 судија и возач сум приватно, возам патници и така. Супер. Женет нешто? Не сум женет. Колку така. години си, брече, извини? 25 години, Маци, така да, имам време. Има време. Времето е кога ти ќе се одлучиш. Да. Предраг, Јас сум Предраг Ангеловски, исто така од Куманово. Фудбалски судија, моментално не вработам. 22 години значи. уживај си. Не ти треба се рад 20 години имаш. Уживај. Ако имаш од каде, нели, да капеш што сега некој денар за да тераш, така. Тоа е тоа. Сега подобро, реално. Сега подобро и Не ми уживајте, испита, млади сте се подобро. двајцата, уживајте во животот, има време за работа. Ке се скапете од работа после. За денеска подготвени ли сме? Да. Имаме ли некоја тема што посебно ни лежи вака или сакаме да шетаме малце по темите? Постојат незгодни теми, но сега да не се насочуваме на тоа. Кажи, Сепак да не ова откриваме кои ни се ставите. Паметно. Пробав да ме наместам, ама не ми успеа. Предраг и Наум, со среќа во продолжение, да не сакате да поздравите некого. Па е јас. Поздрав до нашите пријатели. Знаат дека сте дојдени денеска тука? Да, знаат сите. Знаат најблиски, зашто сме имале случаеви и да не знаат, да дојдат тука и да не кажуваат дека се дојдени. Да се изненадат. Како изненадување. Добро, голем поздрав и до вашите. Како што реков, во продолжение само храбро, слушајте ги темите, прашувајте ако нешто не е јасно и тоа е тоа. Договорени? Да. Почувате како предизвикувачи, па сте да знаме до каде ќе стигнете. Повелете во вашата кабина.
Чеди и Павле, односно Наум и Предраг се во нивните надпреварувачки кабини. Сега сите заедно ќе ги провериме дали функционираат онака како што треба за нашите надпреварувачки парови да немаат никакви проблеми во продолжение. За таа цел прво ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините, а Наум и Предраг дали се слушаме? Да, се слушам. Доволно е гласно во кабината? Да. Во продолжение, ако имаме некаков технички проблем, слабо ме слушате, крчи нешто, што е да е причината, слободно да ми сугерирате, уште еднаш ќе повторам, ако нешто не ви е јасно во врска со темата, немојте меѓу себе да се договарате, затоа што тоа е најчеста грешка на некои што прв пат доаѓаат, се објаснуваат меѓусебно, прашајте ме мене, ќе ги објасниме работите. Важи? Со среќа уште еднаш, сега ќе исклучиме и вашата кабина, да провериме кабината на Чеде и Павле, дали се слушаме домаќини? Се слушам. Супер, вие си знаете како да работите, нема повеќе да ве замарам. Може да започнеме? Може. Супер. Ете, драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите надпреварувачки кабини, добивме зелено светло од домаќините, па време е да започнеме. А си започнуваме како и секогаш, така и денеска со првото надавање, односно првата лицитација. А темата за истата гласи: машки презимиња на 5 букви. Бараме машки презимиња кои се содржат од точно 5 букви и кои ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија, без обзир дали се македонски, албански, турски, ромски, српски и друго. За да бидат признати во именикот на Државниот завод, треба името да го имаат најмалку 5 наши жители. Чеди и Павле, дали не е јасна темата? На било која буква, нели? На било која буква, да. Само Со на 5 5 букви, да. да биде точно. Да. Наум и Предраг, дали не е јасна темата? Да. Внимавајте, уште еднаш ќе посочам, како што рекоа Чеде и Павле, не е важно на која буква започнуваат презимињата, но треба да се на точно 5 букви. Внимавајте на тоа. Знаете, драги гледачи, дека при првото надавање први започнуваат тековните предизвикувачи. Денеска таа улога им припадна на Наум и на Предраг. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините, а Наум и Предраг, кога ќе имате понуда, споделете ја со нас. 5. Започнуваме со 5. 20. 20. 25. 25. 28. 28. 30. Заокружуваме на 30. Нека одговараат. Да одговараат. Наум и Предраг, ќе имате огнено крштевање, што би се рекло, но ништо не е страшно, времето е на ваша страна сега. Како што рековме, темата е машки презимиња на 5 букви. Најдете како ќе одите, по кој редослед, како ќе ги кажувате, не брзајте, консултирајте се меѓусебно и кога ќе го имате одговорот, тогаш кажете го. Како што рековме, машки презимиња на 5 букви, не е важно дали се македонски, албански, турски, ромски, српски и така натаму, но она што е важно е да бидат на 5 букви. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Па ајде да почнеме со презимето на бивш градоначалник на Скопје, Пенов. Пенов. Така е. Ралев. Ралев. Така е. Радев. Радев. Точно. Ралик. Ралик. Така е. Радик. Радик. Добро, да. Викам, ја да не сум направил некоја грешка тука во повторување, па... Ников. Само момент, Радик. Така е, точен одговор, потоа? Ников. Ников. Така е. Зиков. Зиков. Знам и Ников и Зиков, голем поздрав до нив. Така е. Па наш кумановски херој. Наков. Наков. Така е. Захов. Захов. Точен е одговорот, но само 8 во Македонија. Тука бевме многу близко. Тоа јас го помислам, Но- дали го имат 5 мина, Да. да не биде нешто. Внимавајте, да. Но, точен одговор си. Така е. До сега 9 точни имаме. Арсик. Арсик. Така е.
Тасик. Извини, Тасик. 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 И Тасик има. Така е. Антик. Антик. Као значи од перо. Така е. Манев. Манев. Така е. Милев. Милев. Точно. Арсов. Арсов. Така е. Накик. Накик. Накик 40 во Македонија, точен одговор. Динев. Динев. Има наш инфлуенсер Динев, ако не се лажам. Така? И твојот колега. Да, така е. Димик. Димик. Така е. Симик. Симик. Така е, Симик, наша кошаркарска легенда. Така е. Димов го кажавме или не? Димов. Не. Не читам добро, ама не е. Може. Димов. 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 Така е. Тимов. Тимов. Да. Со Т сега. Да. Има и Тимов, така е. Илиев. Само момент да го запишеме за да не е. Илиев. Илиев. Точно. Алиев. Алиев. Така е. Банов. Банов. Поздрав до другар ми Димитар Банов. Да, не знам. Жив и здрав, одам да го немам видено. И точен одговор. Ванов. Ванов. Така е. Симов. Симов. Ако е Симов точен одговор, уште 4 ги имаме. А Симов е точен одговор, 26 за Наум и за Предраг. Кои се последните 4, ајде? Алија. Алија. Точен одговор. Киров. Киров. Точно. Нацев. Нацев. Точен одговор. И последното. Кирев. Кирев. Ја неков ке ми идете со Кумановец Сашко Коцев. Па мислам, не го кажав. Го кажавте, мислам дека Па не. не знам. Ама како и да е, ајде да видиме. Кирев. Наоми Предраг, како што реков, Карев може би требаше. подобра. Карев, Коцев, ке беше подобра варијанта отколку Кирев. Искрено, ако ви кажам дека миде сега таблетчево да го треснам од земја, Ич не сакам кога на 30-тото, верам да ги прачам и вашите противници, иако го земаа поенот, дека не ви посакува на последното, дали знаете, никој не ви го посакуваше тоа. Супер бевте, Наоми Предраг, одлична игра покажавте, го покажавте изнаењето. За жал, само ги откривте картите дека знаете што правите без да го земете поенот во оваа ситуација. Но не очајувајте. Супер надпреварувачи, знаете што правите и имаме уште една лицитација. Сконцентрирајте се на таа, да пробаме таа да добиеме и потоа на пенали да одиме на целосен пресврт. Но Чеди Павле,
Јас стварно ништо, освен да ви честитам на вас освоениот прв поен. Знам дека и вас не замислувавте вака да го земете. Еден збор само ќе кажеме, греот. Да. Така потета, греот штета, пошто мислеме ќе ги фатиме на кондиција прва емисија, прво учество, Да, ама спремни се суди и вака у кондиција се. Знаат, леле, стварно, па со презимиња заборавив од каде сега се прачував, од каде вака добро ги владеа презимиња, точно суди и заборавив за момент дека сте. Браво, супер го искористив тоа. Многу ми е жалеве на сите тука во студиото, а верувам и пред малите екрани им е криво што не отиде овој поен ке Наоми Предраг, баш како ќе беше поен онака и да им даде малце нели мотивација, но тоа е што е, како што рековме. Сега листа за 300 квиз на знаење и надмудрување и среќа во некои ситуации. Во ова ситуација не ги послужи баш најдобро, но не очекуваме. Како што реков, имаме уште една лицитација, ќе се сконцентрираме на тај, ќе пробаме таму да го направиме целиот пресврт. Или пак Чеди Павле ќе застана тука на главната сцена. Ќе видиме. Но до тогаш да ги прочитам машките презимиња на 5 букви, оние кои што не ги кажавме и нема ни потреба, нели, освен тоа едното. А тука ќе имаме Алили, Амети, Анази, потоа Андов, Арсов, Белов, Васев, Гонев, Гочев, Данев, кажавме, Даути, Јачев, Јовев, Јанев, Каров, Киров, Коцев, Котев, Ќамил, Марик, Панев, Перик, Филев, Фотев, Шалев, Шиков и така натаму. А сега, драги гледачи, одиме на втората лицитација, односно второто надавање, да видиме тоа како ќе заврши, за да знаеме како ќе стоат работите во продолжение, да не должам повеќе. Темата за втората лицитација гласи: држави чие име завршува со согласка. Бараме имиња на признати држави од Обединетите нации од целиот свет во наша транскрипција чие име завршува на било која согласка. Значи, не смее да завршува на А, Е, И, О и У. Доколку името е од два или повеќе збора, се смета последната буква од последниот збор. Чеди Павле, дали ни е јасна темата? Марко, од прилика колку држави има сега? Па, ја ги имам, сега можам да кажам дека се повеќе од 45, помалку од 70. Не смеам Добро. Да кажам поточна бројка. Наоми Предраг, дали ни е јасна темата? Да, јасно ни е. Внимавајте само само на да се- самогласка да не завршува. Не е битно, Да. ништо друго, само да не е на само. Точно така. И внимавајте да се признати држави, суверени признати држави од Обединетите нации, да не изиграме некоја што не треба, нели? Знаете, драги гледачи, дека први со надавање започнуваат при втората лицитација оние кои што по првата одиграна игра имаат резултатска негатива. Во таква ситуација се Наоми Предраг, па ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините, а Наоми Предраг, кога ќе имате понуда, кажете ни ја повторно. 10 нека биде. Започнуваме со 10, 12, 12, 15, 15, 16, едно повеќе 16, а нека 18, 18, 19, 19, 20, заокружуваме на 20, 27, 21, 22, 22, едно повеќе, 23, рекол 23? Да. 24, 24, едно повеќе, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, едно повеќе, 29. 30, Стигнавме до 30. едно повеќе, 31, 32,
32. Едно повеќе. 33. 34. 34. 35. 35. 36. 36. 1 повеќе. 37. 38. 38. Колку е Марко? 38. 39. 39. 40. 40. +1. 41. 43. 43. Нека одговарат, Марковите. Да одговараат? Ајде, Наоми Предраг. Повторно се ги имаме мажал 43 празни полиња кои што треба да ги спишеме со држави чие име завршува со согласка. Немаме ограничување со букви со такви работи. Само внимавајте да не завршува на една од 5 самогласки во македонскиот јазик, а тоа се А, Е, И, О и У. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Ајде, Пакистан. Пакистан. Така е. Киргистан. Киргистан. Точно. Таджикистан. Таджикистан. Така е. Казахстан. Казахстан. Точно. Узбекистан. Узбекистан. Така е. Туркменистан. Туркменистан. Така е. Иран. Иран. Точен одговор. Ирак. Ирак. Како беше мабетот? Како е точно? Иран или Ирак? Израел. Израел. Така е. Либан. Либан. Така е. Јордан. 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 Сенегал. Сенегал. Алжир. Алжир. Тунис. Алжир. Точен одговор. Тунис. Така е. Египет. Египет. Точен одговор. Мадагаскар. Мадагаскар. Точен одговор. Непал. Непал. Така е. Бутан. Бутан. Точен одговор. Суринам. Суринам. Така е. Хондурас. Хондурас. Така е. Салвадор или Сан Салвадор, сега зависи Ел како. Салвадор. Зависи како е на македонски, Ел Салвадор. има неколку изрази. Така е. Маурициус. Маурициус.
Така е. Габон. Габон. Камерун. Камерун. Така е. Чад. Чад. Така е. Уругвај. Уругвај. Јужна Америка, 10 или Парагвај. Така е, точен одговор. Парагвај. Парагвај. Точен одговор. Сејшели. Сешели. Не. Не? се Не, добро. Нов Зеланд. Чекајте. Да. Некаде се Сешел. Добро, на време, не ме гледа, тама кажат. Не брзете sad, стварно бидете внимателни, многу мал се фалеше да биде прифатен одговорот. Нов Зеланд. Нов Зеланд. Не брзо, ќе кажати. Затоа ви реков, консултирайте се меѓу Да. себе. Бидете внимателни, зашто буквално за дел од секундата ќе беше регистриран одговорот. Така е. Луксембург. Луксембург. У Европа има Лихтенштајн. А Ватикан нема да кажемо сек. Добро. Лихтенштајн. Лихтенштајн. У Азија имamo Тајланд. Така е. Тајланд. Тајланд. Така е. Сингапур. 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 Точен одговор. Исланд. Исланд. Така е. Азербејџан. Азербејџан. Та сега имате 34 до 35 сме. Оман. Оман. Така е. Јемен. Јемен. Афганистан. Не имamo. Го кажав не? Да. Афганистан, да. Катар. Катар. Бахрейн. Иначе, морам да ви кажам, Афганистан го немате кажано. Кажав. Добро, не ќе го кажам. Океј, Афганистан. Точен одговор. Бахрейн. Бахрейн. Така е. Уште 4. Еквадор. Еквадор, да. Еквадор. Така е. Кипар. Кипар. Така е. Уште 2 се. Ке морам уште малце, дечки, да бројам за 1 минутка, затоа посконцентрирано. Кувајт. Кувајт. Кувајт е точен одговор. Мислете затоа што за 20 секунди треба да почнам да ви бројам. И тоа пак на последниот одговор. Не саѓам да помислам на тоа. Дали е Лаос? Македонски. Лаос. 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 Ајде да видиме, само што се сам да почнам да бројам. Македонски треба да е Лаос. Ме прекинавте.
Ајде да видиме. Од Лаос се не зависи сега. Ако е Лаос точен одговор, тогаш ќе имаме изедначен резултат, како што впрочем и имаме, што значи пеналите ќе бидат одлучувачки фактор во денешното издание на Листа за 300. Наоми Предраг, браво, со одлично одиграно. Сепак набројавме 43 имења на држави, чие што име завршува на согласка. И за респекте, Чеди Павле, добро одиграно, доста надававте, можеби требаше да го послушаш Чеда во оваа ситуација, уште 2-3 да надававте и можеби ќе можевте на време да ги фатите на кондиција, но тоа е што е, сега одиме на пенали, сконцентрирате се. Само да не ни давате топка со нив таму да шутираме. Не, ништо. Опа, денеска некој друг на вас ке ви суди пилиња. Опуштете се, Наоми Предраг и Чеди Павле, ништо страшно нема да биде, знаете, тука сме пред се дојдени за забава, па, ако излезе како победа целата таа игра, супер. Држави чие име завршува со согласка, да набројам уште неколку тука кои што не ги кажа Наоми Предраг, нема потреба. Сега ќе имам проблем да ги издвојам, знам дека тука видов Бразил, не го кажавме ако не се лажам, Брунеј, се мислевте Брунеј е во наша транскрипција, но памет одино зашто и ја понавика Брунеј си го викам, не знам зошто. Потоа Ватикан можевте да играте, Виетнам, Источен Тимор, Јужен Судан, Камерун. И ќе застанам тука затоа што мислам дека поголемиот број од државите ги изигравме. 43 беа набројани, па доволно е, можете и самите да проверите доколку сакате повеќе одговори. А сега, драги гледачи, време е за пеналите. Пеналите ќе одлучат кој од овие надпреварувачки пара ќе ми се придружи тука на главната сцена и ќе има шанса да си замине со парична награда. Па затоа, темата за денешните пенали гласи: први дами на Соединетите Американски држави. Извор, сајтот на Британика. Ги бараме имињата и презимињата на првите дами на американските председатели, односно нивните сопруги за време на мандатот. Секако, само презиме не се признава. Ако некоја дама била 2 пати, можете да ја кажете само еднаш. Чеди Павле, дали не е јасна темата? Јасно. Наоми Предраг, дали не е јасна темата? Да, окей. Супер. Знаете, драги гледачи, дека на пенали напоредно одговараме едните па другите, кабините се вклучени во текот на целата игра, што значи треба да бидеме внимателни и предизвикувачите се тие кои што први започнуваат да даваат одговори. Па затоа, Чеди и Павле, слушајте, а Наоми Предраг, од вас го очекуваме првиот одговор. Па, ајде, ќе одиме со Меланија Трамп. Меланија Трамп. Меланија Трамп, актуелната прва дама, сега на Соединетите Американски држави, точен одговор. Мишел Обама. Мишел Обама. Добро познатата Мишел Обама, така е, точен одговор. Еленор Рузвелт. Еленор Рузвелт. Така е. Таа е сопругата на Френклин Рузвелт. Барбара Буш. Барбара сопругата на Буш. Џорџ Буш постариот. Така, на Џорџ Буш сениор. Така е. Джеки Кенеди. Джеки Кенеди. Или Жаклин. Така е. Точен одговор. Хилари Клинтон. Хилари Клинтон. Точен одговор. Розалин Картер. Розалин Картер. Така е. Џил Бајден. Џил Бајден. Тоа сопругата на претходниот председател на Соединетите Американски држави, така е. Марта Вашингтон. Марта Вашингтон. Марта Вашингтон, точен одговор за Наоми Предраг. Лаура Буш, на помладиот Џорџ Буш. Лаура Буш, така е.
Мора да ве пофалам и едните и другите, многу повеќе одговори ми дадовте тоа што очекував дека ќе добиам, сериозно. Браво. Така е. Па кога ја споменавме веќе сопругата на првиот време и на вториот председател, Марта Джеферсон. Марта Джеферсон. Така е, браво. Мери Линколн. Мери Линколн. Така е. Да ме предрек, на педали морам сега да почнам да бројам. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Джералдин Форд. Джералдин Форд. Или Джералд Форд, ја. Чекај да видиме. Не, киксна сме. Не, не е сопругата на Форд, друго е името, не смеам сега да го откриам, но чекајте, ништо не е готово. Чеди Павле, дали вие можеби имате име? Елизабет Форте, ама јас ќе ја кажам за сигурно Телма Пет Никсон на Ричард Никсон. Телма Пет Никсон. Пет Никсон. Чеди Павле. Одговорот не се прифаќа. Се што мислите секој за како ќе заќутам дека одговорот не се прифаќа. Да, јас знам дека е она. А на Форд беше Елизабет Форд, ја знам што ја сгрешија. Така е. Точен одговор за вас двајцата. Телма Пет Никсон е точниот одговор. Браво, Чеди Павле. Одлично одиграно. Имавте јаки противници нас против вас. Уште 3-4 имам јас. Да, браво. Сара Полк, Елизабет исто е Едит Вилсон е. Едит Вилсон, така. Хелен Вилсон, таа е Елен Вилсон, да, Хелен Вилсон, Елен Вилсон. беше. Да. Розалин Карти ја кажа и Елизабет Труман. И Елизабет Труман. И отприлика и толку и јас знаев. Да, браво. Морам да ве пофалам сериозно едните и другите. Наоми Предраг, многу ми е криво што одној, нели, првиот Како е сопругата на лапсус. Форд? Бети Форд. А добро, јас Да. помешав со Джералдин Фераро, првата жена номинирана за подпредседател. Да, не, Бети Форд е затоа. Да. Многу ми беше криво, знам да што мислеше многу добро и криво ми падна во оваа ситуација, не смеев никако да ве поправам. Но сега имам една молба што се вели до вас. Ја денеска ми изненадивте и супер си поминав, мора да ве пофалам како одлични надпреварувачи, не очекував така кога прв пат влеговте, покажавте многу повеќе знаење од тоа што очекував, затоа што не се познававме и искрено не ни знаев што да очекувам, но ретко се појавуваат нели луѓе кои што покажуваат стварно добро знаење. Се што фали е само она малци искуство, а тоа ќе го добиеме ако доаѓаме почесто во листа за 300 и искрено се надевам дека ова нема да ве, како да кажам, да ве одвлече да се пријавите, туку баш напротив ќе ви даде плюс желба за да се пријавите, понатаму да се пријавувате во листа за 300 и да ни покажете се што знаете, секако да си освоите парична награда. Наоми Предраг, чест и задоволство, но за жал ќе мораме некоја друга прилика да ги бркаме парите. Поздрав од мене. Чеди Павле, уште еднаш одлично одиграно, честитки за победата, ќе ве пофалам и вас и вашите противници за денешната игра, супер бевте. Ќе прочитаме сега уште некои од оние први дами на Соединетите Американски држави, па потоа знаете каде ви е местото тука на главната бина. Први дами на САД, ќе ги наберам оние првите, ајде 10 најактуелни: Барбара Буш, Бети Форд, Еленор Рузвелт, на Франклин Рузвелт, како што кажавме, Жаклина Кенеди, Лаура Буш, Марта Вашингтон, Мелани Трамп, Мишел Обама, Ненси Реган, Хилари Клинтон, Джил Бајден. Сега, од оние помалку познати ги имаме Абигел Адамс, Абигел Филимор, потоа Грейс Кулич, Доли Мадисон, Елизабет Монро, Елиза Джонсон, потоа Ида Маккинли, Каролин Харисон, Лејди Бърт Джонсон, Луси Хаес, Сара Полк, Флоренс Хардинг, Джулија Грант, Джулија Тајлер и така. Натаму ги има доста. 46 први дами на САД. А сега, како што реков, време е Павле и Чеде да ми се придружат тука на главната сцена и да видиме што ќе направат. Затоа, останете со нас, се враќаме веднаш по паузата.
Чеди Павле ми се придружија тука на главната сцена по трет пат во оваа сезона и ќе имаат повторно шанса да си освојат парична награда, односно да го зголемат финансиското конто од 350 на максимум сега 650. Но пред да ви ја кажам темата на која што ќе треба да одговарате, на брзина да се подсетиме како стојат работите со нашата листа. Таа е составена од 15 празни полиња кои што треба да ги спишеме со точни одговори за да освоиме максималната парична награда. Во меѓувреме за 3 точни одговори следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 9 точни одговори 150, за 12 точни 200 и за 15 точни одговори си заменувате од нашето студио со парична награда од 300 евра. Сега слушајте убаво и вие двајцата, а и вие, драги гледачи, затоа што денеска го тестираме нашето знаење на тема 12 олимписки богови според грчката и според римската митологија. Ги бараме имињата на 12 врховни божества без обзир дали ќе ги кажете според грчката или според римската митологија. Ако некој бог имал исто име во двете митологии, можете да го кажете само еднаш. Ја ќе ви кажам дека само едно име има такво. По 12 богови се и ке едните ке другите, еден се преклопа, значи 23 можни одговори имате се на се. Почне можам да ви кажам дека пола од оние имиња на планети се наоѓаат Зевс. Еден. Šta je tema? Грчки и римски богови. Грчки и римски богови? Да, и грчки и римски. Ти оваму се 12, ти оваму се 12, само да викам еден бог и ти во грчки римска митологија. Зевс, Посейдон, 2, барем 3 да кажем ово. Ајде, повеќе ќе знаете. Кога ќе ни ги прочиташ, сигурно ќе знаеш повеќе. Ама сега на 3. Ја пак ќе ви кажам, ги има пола планети се имиња на богови. Марс е сигурно, ама да е римски. Нептун, Јупитер. Кој е од бог? Кој е бог? Марс би требало да е. Марс е чоколадче. Не, да ги кажем Зевс, Посейдон. Посейдон сигурен си дека? Посейдон грчки. Така грчки и римски, така. Грчки римски. Марс, не бе Зевс, Посейдон и Марс да ги кажем. Па после да видиме, се размислиме дали да ги кажем што се со планетите. Абе, Марс некако ми е поќе на чоколадче, нема на грчки бог. Ајде, Ти се јавете. немаше да изгубиме. Ајде. Зевс да почнеме. Зевс. Тој е најглавниот си. Главниот бог во грчката митологија. Така е. Посейдон, Посейдон. Не се лажам, он беше на морето, мислам, Посейдон. да, го имаме ние и на овде Така е. пред собрание некако. Тој беше? Со гачи, без гачи, нешто имаше дебата за тоа. И Марс, И Марс. Што би рекол Павле, чоколадцето. чоколадчето. И Марс е точен одговор и 50 евра први денеска освоени. Браво! Честитки, што правиме сега за понатаму? Ајде размислам малку. Ајде малку размислете. Кој ќе ми прочита сигурно ги... Венера, да. Римска. Божица, може Божица. Да. Венера, уботите. Имаше на љубовта грчка, нешто беше Афродита. Дали е божица? Да. Чекај, на виното, кој беше? Че Посейдон беше на морето, на виното... Дај го тоа планета. Ај, од планетите, Са пола од дај, планетите. уште еден, значи... Амо има кој кажа? Јупитер, Нептун имамо, што имамо? Уран, Плутон. Не, Плутон не. Тоа беше куча на црта. Да. Не, чекај се, кој кажа? Што кажа? Идемо два. Венера, Афродита. Венера, Афродита и уште еден барем. Од планета една да одберем кој што треба и доста. Нептун, не бе Нептун. Нептун. Може да е Нептун. Може да е. Може Бог, да е Нептун. Нептун. Тие да идемо 3 и... Тија, 3, ако зреш има 0, ако има 100, ќе се откажа. Ајде, со тија. Венера, Венера, добри сте. Така е, точен одговор. мислам дека на љубовта нешто беше Афродита. Афродита. Така е. И Нептун. И Нептун. Продавница за белотехника у Македонија.
Така е. Нептун точен одговор за освоени 100 евра. Што правиме сега за понатаму? Римски богови, да не се мачиме се много. Што да се мачиш? Ако ти текне нешто, Римско царство. Богови. Или од планета. Ние да ми текне уште еден, два вака. Кажавмо 3 од планетите. Ако ви текнат уште два, ја еден ви давам од мене. Ке ве частам, ви кажувам. Планети кажав. 3 планети кажавме, да. 3 кажавме. Уште колку може една може да имаме. Која ти е најлогична? Марс, Јупитер. Јупитер може да е бог. Јупитер, богот Јупитер ми личи. Едно. Само грчки бог. Грчки богови. Да тие римските малце таму. Римски бог. Римски бог. Од Гладиатор бе некој треба ми текне, од филм треба ми текне некој бог. Маркус Аврелиус, не, хајде бог. Че да се кажем? Ајде, се врамања више. Тоа го сакам, доста. Супер бевте. Одлични, браво. Ја има барем да игравме асоцијации, ќе ми беше многу полесно, ќе можев сите да ви ги асоцирам. Да. Но еве, ќе ги прочитаме сите оние 12 римски и грчки богови. Римски Јупитер, Јунона, Аполон, тоа е единствениот со исто име и во двете митологии. Да. Потоа Дијана, Минерва, Марс, Венера, Нептун, Церера, Меркур, Вулкан и Веста, а грчки се Зевс, Хера, Аполон, Артемида, Атена, Арес, Афродита, Посейдон, Деметра, Хермес, Хефес и Хестија. Да. Уште 3-4 издае. Да, реков, уште две ќе ви асоцирав некое од овие што се доле наведените. И ќе стигнеме, но како и да е, одлично одиграно. Сега од оние 600, како беве 350, извини, освоени евра, сега сме на 450, но нешто мене поважно, освоивте, си обезбедивте учество и во следното издание на нашиот квиз, што значи повторно ќе се дружиме. Дојдовме до самиот крај на денешното издание на нашиот квиз, што значи тука мораме и да се простиме. Но, ви останете и понатаму со програмата на телевизија Сител и чекајте го следното издание на нашиот квиз. А до тогаш не заборавете, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!